Добро. Ајде. Еве сме повторно назад, се враќаме во студиото, толку теми се отворија, да се вратиме онаму каде што застанавме. Би сакала господинот Новица донесе еден каталог кој што му е од последната изложба, која што е минатата година во Илинден, во вашето место каде што живеете. Цеце, ти го имаш каталогот? Да, јас го имам, само сакам да споделам дека интересно е дека традиционално можам да кажам секоја година имате изложба на вашето родно место. Може да ни споделите малку повеќе за тоа, а и да го дзирнеме она кое што сте го покажале на 21 декември на вашиот роден ден? Да. 2025 година, како што кажа Елена, најновата изложба ваша. Да, имам и други фотографии, ама цеце каталогот само. Да, а вие може да ни раскажете малку Како поминавте, господине? Кажете нешто за изложбата. Последните 20 години, на денот на моето раѓање, моето место или општината кај што живеам, општина Илинден, да, имаме прекрасен дом на културата, нов, со фантастичен галеријски простор. Секоја година на мојот роден ден правиме изложба. Тоа се слики кои се работени во тековната година. И тоа е мојата благодарност. Браво, многу убаво. Кон местото кај што ме родил Дедо Боже, моето Илинден. Имам и таков циклус кој се вика моето убаво Илинден. Имам и еден циклус кој се вика убава Македонија. Значи, сето она што ме обкружува, таму кај што сум роден, тоа е го сликам. Сето она, сите мои, ние имаме фантастична историја. Габаритна сознанија, митови, легенди. Тоа се божествени сознанија кои што навистина ве будат и ве ослободуваат, ве тргаат надвор настрана од овој материјалниот свет. Тоа е фантастична инспирација за овој сликање. Поготово кога ќе дознаете дека преку сите тие сознанија што ги имаме ние кај нас и ментално и во разговори и од она колективна свест некоја што кружи околу нас цело време, а ја носиме во нас, кој ќе предизвикате да се разбудат сите тие сознанија, сеќавања, љубови минути сегашни, доаѓате до резултатот и ефектот на тој резултат се токму тие слики. Тоа се слики со пораки кои што ја кажуваат вистината. Еве љубов. Да. Да, она кој што кажете љубов во секоја Таму нема лажење, нема едно мислам, друго зборувам, трето правам, него точно и прецизно. Тоа што го мислиш, тоа го кажуваш и тоа се гледа. Така, би сакала да ве прашам кога првпат откривте дека имате талент за цртање? Од секојаш, уште од како малеч, како дете во градинг. Имавме една учителка, се викаше Божана и навистина беше божествена. Имавме целата слобода од кајнезе, таа кој ќе откриеше некој, кој ќе види некој за што е надарен, значи немаше услови и условувања, него едноставно го пушташе да се отвори и да го работи со цело срце тоа што го работи. Мислам дека денес малку ни недостасуваат такви учители или Такви учители навистина ни недостасуваат. И тоа беше овој почетокот, што практично од секојаш, уште од тие денови знаев дека ќе бидам ова што сум сега. Уште тогаш имав некои визии, некои гледање. Пред малку ви кажав за моите размислувања. Многу сакав да се дружам со бабовци и со дедовци, со постарите мои. Татко ми се викаше Благоја, го викава Бане. И кој им поставав прашања, они ме гледаат, се чудева овој од каде се го прашање? Од каде се го ова, за мене беше толку нормално и логично, бидејќи као дете мислев дека тоа и навистина нормално, дека сите го можат тоа и сите го прават тоа. Овој му вика тоа, Бане, овој твој какви прашања поставува и како разговара као да има 2000 години. И мене тоаш не ми беше јасно зошто овој таков коментар, ама сега сваќам зошто е тој коментар. Да. Па е комплимент. Ама сите го имаме тоа. Сите го имаме тој габарит во нас. Таа колективна свест не наменета само за мене. Таа е наменета на сите. Воздухот е таа. Така. Само треба да се разбудиме и да гледаме со отворени очи. Ако бидеш љубов, ќе бидеш и светлина. Која имаш светлината, се ти е отворено, се можеш да видиш и да слушнеш. Тоа ќе видиш дека не сме само ние на светот. Имаме и не цивилизации, него
еве науката ги вика ентитети, паралелни светови кои живеат паралелно околу нас и совршено функционираат. Замислете кога би можеле да ги видите, тие нас не гледаат и ни се смеат. Кој знае што си коментираат? Кој знае што си коментираат? Ги имам видено во фрагменти. Некогаш, и се уште ги гледам. Или еве пример дека навистина е така. Че добиете идеја, мисла, инспирација. Повеќето мислат гениален сум, колку сум паметен. Црц, не е тоа точно. Тоа се сите тие информации што ги добиваме од нив. Да. Или Но така треба да наречени, бидете отворени да ги добиете. Да бидеме отворени, или така наречени шепкачи. Ти уствари нас ни помагаат. Ние сме паметни, едноставно како во инка ти ставаат информации. Така. Сега колку си подготвен и отворен да ги примаш тие информации и уште повеќе колкава храброст имаш да ги реализираш, тоа пак е посебна приказна. Така е. Анета сигурно ќе се согласи тоа за фирмите. Шепкачи имаме, ама што ни шепкаат? Ке се согласам 100% да со господинот Новица дека и на тоа е она на кое што јас работам кога пак ја повторам свесноста. Ние живееме во еден толку брз свет, каде што само трчаме секојдневно, постојано, и да ве прашам, вчера што јадевте, дури нема да ви текне, така затоа што толку брзо живееме. И баш таа свесност и таа информација се добива кога сме во тишина. Значи, кога ќе направиме пауза, кога ќе седнеме сами со себе или тоа што викаме со Бога, кога зборуваме медитацијата, многу пати луѓето викаат медитација, тоа што е таму нешто од Индија. Не, медитацијата е едноставно сам со себе во своето тело сега и овде, каде што си подготвен да ги слушаш малце оние повиши сили кои што се согласувам дефинитивно се тука. Меѓутоа, уште еднаш ќе повторам, ние сме научени да трчаме по материјалното, да трчаме побрзо, повеќе, гази се пред себе. Сега, ако продолжиме така, гледаме на кај оди светот. На само уништување. Така, спаси се себе си, што и на само уништување. Ако направиме паузата, тоа што јас го работам исто со лидерите во компаниите. Зошто е оваа компанија? Да, треба да прави пари, тоа е бизнис. Бизнисот не е charity, значи не е мене ми е charity сега на врв на јазик, да, и благотворителност, благотворителност, значи треба да заработува. Меѓутоа прашањето и она ја што го работам со лидерите, зошто работите? Така, што е крајната цел на вашата работа? Не се парите, треба да работиме за една поголема свест, за една поголема идеја, како да си го направиме поубав, подобар животот себе и на оние околу нас. А тоа само може да го направиме ако се вратиме кон она самосвест, кој сум, што сум, зошто сум. Еве, некој ќе го знае тоа од помлади се наоѓаат, каде што ете да речеме стари души што викаме, нели, помлади може да го најдат, некој на некоја подобра возраст, ама повеќето после 40-тата веќе почнува да прашуваат кој сум, зошто сум на овај свет. Која е мојата цел? Ете така. Кај некој останува до возраст, како што викам, затоа што кога ќе прашам како мудрееме, да, и сум викам па со возраста. Викам не. Значи има многу нели возрастни луѓе кои што не би ги сметале за мудри. Значи мудриеме со искуството, односно анализираното искуство на она што сме го правиле во животот. И пак ќе повторам, како утре или како денес сабале кога ќе станам да направам нешто подруго, за да бидам подобар за себе и за оние околу нас. Така да, со компаниите, со лидерите кои што се спремни да одат малце подлабоко во себе прво, а после да го бараат тоа од своите вработени во компаниите, го работиме тоа, како што кажа во Македонија малце поспоро, меѓутоа мислам дека полека ќе се отварат многу повеќе со вакви идеи на тоа дека не сме сами и дека само со една убава колективна свесност ќе може да си направиме да ни биде поубаво на сите. Тоа значи дека прво треба да научиме да се водиме себе си за да знаеме да ги водиме другите? Да. А тоа е најтешко. Тоа е најтешко. Ева да тргнеме од наједноставно нешто што би можела да ви го кажам, тоа се емоциите. Да? Кога ќе видите вашата другарка, пријател дека е лут, нервозен,
ти одма можеш да наоѓаш начин да го смириш, да му кажеш како треба. Точно знаеш што треба да кажеш. Ето така, точно знаеш што треба да кажеш и како треба пријателката нели или другарката да се однесува. А кога нас не се случува тоа, е многу тешко да излезеш од таа состојба. Баш со Ивица на паузата го коментиравме, онај ментален склоп кој што ќе ме изнервира, меѓутоа јас ако останам во таа нервоза 3 дена, може и месец да останеш. Така, или лута за нешто што некој наводно мене ми го направил, јас ја носам таа лутина во себе. А луѓето ја носат таа лутина со години. Да. Со години, да. Да? Јас познавам лично, со години се љути за нешто што се случило пред 10 години. И сега на кого тоа му е штетно? На нешто што се случило пред 10 години или ти што го носиш? И така да еве светските силни спортисти, и мислам дека Ивица ќе потврди затоа што работи на тоа, работат на онај ментален склоп на внатрешно, прво води се себе си. Да? Тимоти Голдман има многу убава слика базирана на тенисот, каде што се вика внатрешната игра на тенисот. Она е баш што Џоковиќ го прави, значи ти кога ќе изгубиш нели една топка, ти ако влезеш во таа состојба на изгубив толку е. Ти не победуваш. Да. Тоа во спортот претпоставуваме навистина многу важно и она кое што барем познавајќите тебе знам дека го работите во вашите програми и го имаш ти Ивица многу пати кажано е оној работење на менталниот склоп кој што е навистина нешто многу круцијално, важно еве да кажам, во сево животот, вклучувајќи го и спортот. Апсолутно да. Се согласувам јас со овие теми и со овие ставови затоа што работам на тоа, работам на ментална стабилност, работам на емоционална интелигенција, освен нели таа усогласеност на тело со топка, таа координација што е многу важна. Можеш да се координираш сам, мора да ги координираш мислите и мора да ги координираш емоциите, нели? Затоа што јас сметам дека треба да се изреагира некогаш, меѓутоа да се изреагира со цел за да ти имаш бенефит од тоа, а не да изгубиш. Така да на негативни коментари, на некој кој те предизвика, мислам дека треба само да направиш игнори, дали во тоа во текот на играта, дали е тоа било каде на улица и мислам дека така ќе бидеш многу да останеш приземјен и свој. Точно. Би сакала да одиме со фотографиите на Ивица затоа што минатата година, крај на ноември, Ивица одбележа 10 години јубилеј, што навистина е многу одличен старт, иако не е старт, ама ете ќе кажам, нели првите 10 години се навистина многу важни, како викам и за градење бизнис, почетокот е навистина многу важен, меѓутоа ти многу успешно ја водиш целата оваа приказна, па имаме и фотографии, мислам дека фотографиите се и од настанот, ама не знам затоа што размешавме малку повеќе. Може да ги скоментираш фотографиите. Да, ова се во хотелот тука кај што правевме, беа дечките од девојчињата од Break a Leg, студио за хип-хоп и така имаше една многу позитивна атмосфера. Сакав да вметнам таков дел за да нели биде позабавно и поинтересно на самиот настан. Добро, одиме понатаму. Има повеќе фотографии. Режија. Тука веќе се качувам на бина и малку се, како да кажам, подзастанав затоа што ме добив некој така трема имаш. Не трема воопшто немам, него некои емоции затоа што знам како сум почнал и кога почнав, освен моите родители, никој не ме разбираше, немав на кого да прашам, немав кого да кажам затоа што ова е амерички начин на работа согласен со европскиот. Никој не знаеше за што зборувам. Јас зборувам со брат ми и така натаму. И нормално родителите ти викаат ти даваме подршка и ментално и било како. Стани доктор таму да заработуваш пари да не лечиш, 100% така ти викали или некоја друга професија? Не, ми дадоа подршка затоа што верува во себе дека ова ќе биде една друга димензија. Еве ги моите родители, ги поздравувам сега ако гледаат. И така да многу е специфично во држава која што ти не знаеш да речеме како ќе бидат реакциите и сето тоа да направиш една промена и во суштинска промена и во тражниот процес и во менталниот склоп. Значи мене ми е моментот да се направи една промена од да не може да речеме дека може да успееме, а не само не може во спортот, во било што друго. Така да мислам дека направив нешто и оставам едно влијание и кај младата популација и кај повозрастните. Тоа беше влезот, нели, тука кога влагаме во хотелот, имав, нели, мислев на се, еве го брат ми, он е асистент коуч, така да он доста ми помага сега и сакав и, нели, и он да биде дел од тоа, затоа што веќе е дел година и нешто и многу ми помага со помалите генерации. Супер, одлично. Следна режија.
Исто веќе го поканив на Бина. И он збореше. Збореше и он, да. Имаше ли он трема не? Он у 1,5 ми пише порака, не можам да се смирам, срцето ми лупа 200 на сат. Значи, луѓето беа превозбудени, затоа што не очекуваше да дојдат толку гости да биде на вакво ниво. Ја имав и видео запис каде што нели се тоа 10 годишната работа сакав да биде да го направам како круна на целата работа сите овие 10 години. Ова е професорката Ленче од факултетот за физичка култура и можам да ја искоментирам затоа што такви зборови кажа, јас просто бев Имаше ли солза тука некоја се? Па немаше, гледав да бидам воздржан, Елена, затоа што сепак сум јас тој што го прави ова и сепак нели гледаат како играчите гледаат како рол модел сега. Навистина имаше емоции и затоа првите 5-6 секунди кога излегов на Бина, подзастанав малку, меѓутоа после тоа си продолжи се во најдобар ред, имаше интеракција со луѓето, со гостите, бенефитите од Јаковлевски про баскетбол тренинг и беше на едно високо ниво, мислам, организирано. Така. Ова се гости, нели тука, родители, играчи што сум ги тренирал, моментални играчи од различни сфери на општеството, сите се со различни нели позадини и така натаму, така да мислам дека поминавме многу добро и коментарите беа воодушевувачки, значи со воодушевување ми се јавија луѓето, благодарам на поканата, беше прекрасно на ниво, бидејќи многу се вложив до навлезот да имаат луѓето и мотивационо како едно имаше едно напишано 3 мотивациони пораки, да, и имаше и плюс чоколадца со Јаковлевски баскетбол тренинг, имаше и привезоци со Јаковлевски баскетбол тренинг, имаше хостеси, имаше озлучување на многу високо ниво, имаше лед екрани, немаше видеобим, туку лед екрани да изгледа тоа се како што треба, имаше водител и така натаму, така да секоја чест. Беше многу интересно. Да, секоја чест. Се надевам дека ете има и 20 години јубилеј, па ќе може на 20-ката да дојдем. Дај Боже да има и се надеваме дека нели со позитивна мисла ќе го направиме и тоа. Само здрави. Така е. Имаме фотографии од Анета. Анета исто ни испрати многу фотографии и тука се исто размешани, не знам што ќе биде, затоа што навистина има толку многу што да се покаже, мислам од сите гости и ние некако знам дека ве ограничуваме на 10, ама тоа е повели Анета. Како ти кажа Елена, дека најверојатно сега кога ме праша за фотографии, кога прилистав, не знаев дури од каде и што да ти пратам и да споделам со гледачите. Ова е од Ерменија. Цела недела тимот на Америја Банк, тоа е најголемата банка во Ерменија, го водев со различни тренинзи од аспект на емоционалната интелигенција, клиентскиот сервис, комуникацијата. И овде давам интервју за ерменските телевизии. Така да момент на пак мала трема, затоа што овде зборувам исто и на руски јазик и да го прилагодиш нели и говорот и мислите точно што сакаш да принесеш, беше момент кој што мислам дека сакав да го споделам со вас. Колку јазици зборуваш, Анета? Сега во моментот 3. Да, сега во моментот 3: руски, македонски и англиски. Грчкиот, италијанскиот и германскиот ги зборував. Меѓутоа ги немам користено. Ги заборави. Да, ги заборави. Добро, каде сме? Ова е из Гресонце, из Гресонце на Куба. Ја сакам природата, еве како што каже и Новица, од природата, особено од изгресонцата црпам многу енергија и многу ме возбудува кога ќе видам, значи, изгресонце и секаде кај што патувам, ако треба и во 3 сат бајле ќе станам, ама ќе одам да го видам изгресонцето ако сум на некоја друга или нова дестинација кај што не сум била. Многу пати другарките или со кого патувам ќе ми рече: "Ама ти не си нормална." Викам: "Знам, ама значи таа возбуда и таа енергија, таа наполнетост која што ја добивам од изгресонцата е прекрасна. Да, ова е многу одамна. Ова е едно од моите први патувања како тренер по клиентски сервис на Малта. Ова е 2012. На Малта со тренерите од други земји.
еден момент кога баш разбрав дека ова е тоа што сакам да го работам, сакам да повлијам на луѓето од позитивен аспект, да го менувам мајндсетот и беше многу убаво кога со тотално луѓе од Полска, од Португалија, од Чешка, од Италија и други земји беа кога се собравме и сите буквално бевте на иста бранова должина. И ова е многу интересно, сакам авантури, сакам нови места, сакам природата, пак ќе се навратам. Ова многу за многу можеби ќе биде изненадување, меѓутоа ова е Македонија, пештера во Гостиварско. И делот до крајниот дел на пештерата каде што има водопади баш се поминува низ овој момент каде што е најубав и за сликање, така да ќе се навратам на Новица дека имаме стварно многу интересни места и убавини во Македонија, ама не знаеме многу за нив. Да. Ова е Швајцарија. Не, ова е Швајцарија, каде што ми се сруши моментот и уште таа година мислам дека имав едно од првите интервјуа во списанијата во Македонија во 2006 е ова, кога ми ги срушија стереотипите на националности и религии. Значи во Швајцарија учев со 49 различни националности и разбрав дека на светот има само добри и лоши луѓе. Значи нема националности и нема религии, значи имаш луѓе светлини кои што се спремни да ти помогнат и луѓе кои што нели се спремни да ти одмогнат. Да ти одмогнат. Така да Швајцарија и тие 49 националности ми кажа не. Нема националности, нема религии, има само добри и лоши луѓе. Ова е 2019 каде што сум председател на жирито на Russian Hospitality Awards. Една од највисоките и најпрестижните церемонии во Русија за наградување на хотелите. Дел сум од таа церемонија веќе 10 години, а 2019 го водев жирито како председател на жирито. Тоа е една голема одговорност кога оценуваш хотели, кога на база на твоите оценки се добиваат награди. Да. Ова е Матка. Ева Новица, да, Матка која што и Новица имаше нацртано кај него, една од најубавите за мене лично и најполни со енергија места околу Скопје. Овде обожавам да одам еднаш во неделата за да се наполнам енергија, тишината, мирот. Така да, тоа е местото. Ова е повторно Швајцарија. Еден од моментите каде што не учиш што е правилен сервис и како да ги услужуваш гостите. Тука сме со Канада, Тајланд и Бугарија. Да, пријателки. Ова е фотографија од промоцијата на мојата втора книга во 2021 мислам дека ова беше во Русија. Книгата е на руски и на англиски јазик, еден исто така од гордите моменти кои што ги имам. Како реков, на многу страни, многу... Да. Ова е Кина, една од најинтересните дестинации исто каде што сум била во 2006 година. Благодарност до моето семејство и родителите што во тоа време сепак возможија. Ова е првата конференција на која што зборував надвор од хотелиерството. Затоа што сум израсната, односно нели мојата цела кариера беше во хотелиерството и ова е прва конференција каде што зборувам на фармацевти. Тоа е Герофарм, една од најголемите компании во Русија која што е нешто како наш Алкалоид во Македонија. Така да тоа е една таква исто интересна и горд момент на 250 луѓе од таа компанија да споделиш твоите мисли, идеи и баш таму зборував кога ме праша што е клиентскиот сервис, нели што е услугата кон клиентите и го кажав зборот љубов. Колку убаво. Добро, ова е последна фотографија, мислам толку одвоивме. Имаме фотографии за самиот крај и од Новица, тоа се фотографии, мислам, од неговите дела. Кој што се сите љубов, не знам што друго ќе се искоментира, има неколку, меѓутоа ајте чисто сакавме да ги доближиме малку, да ја доближиме уметноста до гледачите. Ова е еден мотив од Струга, кај хотелот Бисер. Таму има еден
една пештерска црквичка која е посветена на Свети Атанасије. Иначе местото кај што се човечето кај што е, тоа е просторот кај што е црквата Свети Атанасије. Стално кога го проаѓам тој дел, го доживувам како премин. Од материјален во духовен свет. Портал. Како портал, да. Лето последен пат бев таму и тоа е уствари моментот кога последното моја средба со тој портал. Оваа слика е илустрација на тоа дека ние сме Вселената. Така. Доказот е во нас. Да. Ние сме уствари... Дека ние не сме во Вселената, Вселената е во нас. Така е, да. Сме дел од тоа. А не сме свесни за тоа. Ова е светата планина Каилаш на Тибет. Иначе, едно од моите гледања, едно од визиите кои што ги видов, додека се будев со бајлето, она свежо наспан и веќе ми излегува пред мене. Сите тие доживувања јас ги гледам пред мене, визуелно ми излегуваат. Се прашував каде е ова место, пробав на лаптопот да отворам, На Google да видам дали навистина постои реално тоа место. Само што отворив, ми се отвори ова. Браво. И реков, ова е... Тука веќе нема коинциденција, нема случајност, него е све вистина. Да. Ова е од циклусот Убава е Македонија, иначе е Преспа. Преспана, девојката е преспана. Легендата веројатно знаете, девојката преспана. Вечерта е пратена да ги наводнува нивите, но таа заборавила да ги затне. Утрената се направила езерото. И јас таа приказна или таа легенда ја преточи во слика. Ова е Тиквеш, ја нареков Тиквешанка, Тиквешкото езеро. Тој е една карпа, еден дел од планинскиот дел, кој што и навистина во реалноста наликува на змеј. И јас реков, чим ми личиш на змеј, и ќе ти направам да бидеш змеј. Нели? И сега таму има едно дрво, ама јас мојата фантазија си ја преточи во овај слика, ставив едно бувче, сведокот на сите тие случаи настани и окото сме уствари ние, она што се гледаме и регистрираме. Сите градби што се на Тиквешкото езеро јас ги елиминирав, оставив еден божествен храм како светлина, а девојката што го води змејот е во црвена наметка или бојата на виното. Затоа ја нареков Тиквешанка. Так. Секој детал е важен. Ова е едно езеро кај мене во општина Илинден, местото се вика Бујковци. Малечко езеро, не е големо, да кажеме можеби неколку 2-3 километри така во речник, највеличенствено, како бисерче. Кога ќе отидете таму, толку мир, нема никаква цивилизација, ни градби, ни ништо нема. Ти и креаторот. И таму, многу пати размислав како да го реализирам тоа, како да го направив. Се решив и таму да насликам една бујковчанка или изворот на езерото, го преточи во девојка, бујковчанка. Сведок на сето тоа е Светиот Дух. Така. За повеќе фотографии, затоа што знам дека има многу, меѓутоа еве овие ги одвоивме и ќе ги поканиме гледачите да дојдат на некоја изложба, господине Новица. Кога е во план ли е нешто следно сега оваа година? Па во план е годинава и конкурирано е овај Центарот за култура од Куманово. Има конкурирано за моја изложба и се терминот кој е одобрен и кој ќе биде, ќе ставите на Facebook. Ќе, секако. Да, за да дојдеме за тоа што дефинитивно. И секоја година последователно роденденската изложба кај мене во 21 декември. Да, ќе запамтиме ние. А кај мене во ателје е постојана изложба цела година. Ете така, таман дојдовме на самиот крај, знам дека некако секогаш не достига барем уште половина час да се докажеме, буквално, фала Цеце. Меѓутоа тука сме на самиот крај, сакам да ви се заблагодарам на сите тројца што бевте наши гости, преубави искуства, преубави излагања имавте сите, ви посакувам се најдобро и се гледаме во некоја следна прилика.